Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Во Кочани се санираат последиците од големото невреме што се случи вчера попладне. Поројниот дожд проследен со силен ветер за половина час предизвика хаос, при што откорнати дрвја, оштетени автомобили, а имаше и скинати телефонски струјни доводи за кабелска телевизија. Екипи од локалната самоуправа и од комуналното предпријатие излегува на терен за да ги сумираат оштетувањата. Еден ден по орканската бура што го зафати Кочани, се санираат оштетувањата што ги предизвикаа силниот ветер и поројниот дожд. Екипи на комуналното предпријатие Водовод уште од рано изутрината ги расчистуваа стеблата и гранките од паднатите дрвја, а се поправаа и искинатите кабли за телефонски, телевизиски и електропренос. Надлежните од одделението за комунални дејности на општина Кочани излегува на терен за да ги сумираат последиците. Од вчерашното невреме реагиравме одма, во неколку групи се поделивме низ градот, констатиравме, направивме увид на лице место, има поголеми штети од невремето, урнати дрва. При уривањето на дрвата има оштетено возила, еве во Ромското мало има паднато подпорен зид од 10-12 метри, обрушен. При уривањето има оштетено и друга куќа. Направени се увиди на лице место, сликано е, записници. Еве, моментално се враќам од улица Димитрија Лазаров. Од невремето причината е штета на еден кров на една семејна куќа, со што се скрши околу 300 броја кермиди. Невремето во Кочани во средата попладне траеше 30 на минути. Тоа беше доволно за да се создаде хаотична атмосфера. Улиците се преполнија со вода, а насекаде имаше откорнати дрвја и скршени гранки. Некритично беше на улицата Борис Трајковски кај џамијата, каде откорното дрво падна врз возило во движење. Од ударот возилото беше потешко оштетено, а возачот и совозачот поминаа без последици. Скршени гранки оштетија уште неколку паркирани возила, а еден час во прекин беше сообраќајот на улицата Глигор Апостолов Гочо кај основното училиште Свети Кирил и Методи. Денеска довна силен ветер и за секунда го бута дрвото препречи патот. И среќа моментот што немаше ни на кола, иначе ќе беше голема трагедија. Граѓаните од повеќе улици во ниската зона во Кочани се пожалија на затнати шахти и поплавени подрумски простории. Силното невреме ги зафати и дел од селата во соседната општина Чешиново Облешево, каде поради паднати столбови граѓаните останаа без електрична енергија во изминатите 24 часа. Заврши потпишувањето на петицијата против одлуките за наплата на такса за паркирање во Кочани, како и против покачувањето на цената на водата за пиење и на канализацијата. Околу 2000 граѓани дадоа подршка на иницијативата за собирање потписи против одлуката на локалната власт од 1 јули да започне со наплата на такса за паркирање на јавните простори во Кочани. Истовремено, со потпишувањето тие негативно реагираат и на одлуката за новите повисоки цени на водата за пиење и на доместокот за канализација. Петицијата што започне и се реализираше како чисто граѓанска иницијатива е прва кај нас со толку масовен одзив, поради што иницијаторите рекоа дека се задоволни како реагирале граѓаните. Последните часови вредат за претходните 2-3 дена комплетно. Значи, во овие 2 сати, како сме тука стационирани, имаме преку 300 и кусур потписи. Значи, веќе над 1500 потпишани и со многу интересни и револтирани реакции на нашите потписници. Сите во глас, дури еден господин толку се одважи што извади телефонот да покаже членувањето на ВМРО, вика од 1992 сум, ама не се бирани за да ни ги качуваат животните трошкови. Дајте со задоволство да подпишем. Сите граѓани кои се потпишуваа на петицијата искажаа незадоволство од одлуката да се наплаќа за паркирање, но рекоа дека се уште повеќе револтирани и од поскапувањето на комуналните услуги. Ја би предлог дал овој малку потписи, петиции, дека се согласи народи преку ваша телевизија дека јават сите еден протест да дадеме како и сегде што гледа во сите градове. Незадоволство, Водовод е најголем душман на цел народ во Кочани и селата. Прифатив да се потпишам и јас сум дел од тие што се против покачувањето на водата и канализацијата во градот Кочани.
Иницијаторите на петицијата велат дека им приогеле многу граѓани и барале јавно да го кажат својот став против одлуките што неодамна ги изгласа Советот на општина Кочани. Многу ми е драго што моите сограѓани веќе се свесни дека парата нема име. Маката, потта, за да ја спечалиме истата пара, нема име, нема вероисповест, нема нација, нема партиска припадност. Сите сме тука собрани да си го одбраниме семејниот и така многу оптеретен буџет. Време е веќе, не можеме финансиски да издржеме. Идната недела петицијата со собраните потписи ќе биде доставена во едношалтерската канцеларија на општина Кочани со барање на 18 јуни да се најде на дневен ред на седницата на Советот. Иницијаторите очекуваат позитивен одговор, односно советниците да го слушнат мислењето на граѓаните и да ја повлечат претходно донесената одлука. Наредната учебна година ќе има намален број запишани правачиња во општина Кочани. Според податоците, 24 деца нема да го започнат основното образование, затоа што со семејствата се иселени во странство. Цела една паралелка со правачиња ќе недостасува во Кочани од наредната учебна година. По минатогодишниот пораст на бројот на ученици кои за прв пат тргнуваат на училиште, повторно се бележи негативен тренд. Таква е констатацијата од состанокот што директорите на училиштата го одржаа со надлежните за образование во општината, односно со инспекторите, советниците и градоначалникот. Основна причина за намалување на бројот на новозапишани ученици е емигрирањето во странство на младите македонски семејства. Според официјалните податоци од матичната служба пак, со сигурност се знае дека бројот на иселени деца е двојно поголем. Се констатира од овој состанок дека всушност 52 деца кои што ги има на списокот од Министерството за внатрешни работи во Кочани, се иселени во странство, за кои се добиени и официјални потврди од блиски роднини или од некои баба, дедо, комши и така натаму. Всушност, оваа година имаме запишано 24 ученика помалку од лани. Најголем проблем има во населбата Оризари, каде што 20 ученика се помалку од минатата година, а другите се деца кои што недостасуваат во Кочани. Во матичната служба во Кочани се пријавени вкупно 369 деца, кои според годината на раѓање од наесен треба да тргнат во прво одделение. Сепак, досега запишани се 313 деца, што значи дека има забележителна разлика, односно големо опаѓање во однос на минатата година. Сепак, од локалната самоуправа се надеваат дека до почетокот на учебната година ќе се пријават уште 20 ученици, зашто веќе се преземаат активности на терен. На состанокот, што се одржа по само 2 недели од работната средба на која се разговараше за истите проблеми, беше заклучено да се посетат и оние семејства чии деца не се пријавени, односно нивните родители да бидат информирани за законската обврска да ги запишат своите деца во прво одделение. Стапката на невработеност во општината бележи благо намалување. Со новите инвестиции, Кочани се приближува кон просекот на ниво на држава. Со отворањето на фабриките на Антура и Амфенол, Кочани ја намали стапката на невработеност, иако таа и понатаму е меѓу повисоките во државата, неофицијално околу 30%. Со новите инвестиции, Кочани се приближува кон просекот на ниво на држава. И статистички стапката на невработеност продолжува да паѓа. Таа во првото тримесечје од годинава изнесува 28,4%, што е помалку за 0,6% во споредба со 2013, а во однос на 2012 за цели 2,6%, па во земјава изнесува 28,4%, што е помалку за 0,6% во споредба со 2013, а во однос на 2012 година за цели 2,6% поени. Додека споредбено со првото тримесечје минатата година невработеноста паднала за 1,5%. Статистиката минатата година регистрира пониска невработеност во секој квартал. Така стапката во првото тримесечје од 2013 изнесуваше 29,9%, во второто 28,8%, во третото 28,7% и во четвртото тримесечје 28,6%. Од вкупното активно население од 958.392 лица, невработени се 272.115. При тоа и понатаму загрижуваат податоците за возрастната и образовната структура.
Од вкупниот број лица без работа, најмногу или 166.531 лице се на возраст меѓу 25 и 49 години, па затоа стапката на невработеност кај оваа структура изнесува 26,5%. Што се однесува до школската подготовка, најмногу невработени 131.712 се со средно 4-годишно образование и со основно образование 61.497 лица. Од понеделник започнува Петровденскиот пост. Свештениците потсетуваат дека сите што сакаат да се причестат, задолжително да одат на исповед. Повеќе да се посвети внимание на духовниот отколку на телесниот пост. Светата православна црква уште од апостолските времиња по примерот на Исус Христос го востановила постот, го определила времето на постот и која храна да ја јадат христијаните. Пред се, православната црква утврдила и пропишала за време на постот да не се јаде месо, маст, сирење, масло, јајца, млеко, а понекогаш и риба, според важноста на постот. Во поглед на времето и бројот на постите, Светата црква утврдила да се пости во среда и петок и во 4 годишни пости, Великденскиот, Петровденскиот, Богородичниот и Божикниот пост. Од понеделник започнува Петровденскиот пост, востановен во чест на апостолите кои биле пратени од Исус да го проповедаат Евангелието. Се постат на следниот начин, значи понеделник, среда и петок е без зетин, односно на вода, вторник и четврток е дозволена употреба на масло, дека нели сабота и недела може да се употребува и риба. Исто така и нели на поголемите празници како што е преподобен на Охридски чудотворец и на раѓање на светиот Јован Крстител, меѓу народот познат како Иван ден или некој како што го нарекуваат Јанов ден, може да се употребува риба без разлика на кои дени да се паднат. Би апелирале, значи, уште еднаш би споменал луѓето повеќе да обрнуваат внимание на духовниот пост, значи пред се на односот кон Бога, односот кон самите себе и односот кон ближните, додека нели од секундарна важност е телесниот пост, кој што нели може да биде ублажен и ова правило може да биде ублажено за оние категории на луѓе кои што имаме претходно кажано за нели болните, стари, родилки, почетници во верата. Свештениците апелираат верниците секогаш да се причестуваат само со благослов од Духовниот Отец и да бидат претходно исповедани, во спротивно да не приоѓаат кон светиот пут или причеста. За евентуално разрешување од пост на болните, бремените и почетниците во верата да разговараат со својот Отец, а не самоволно едни на други да си даваат разрешница, додава Арсовски. Петровденскиот пост нема одредено број на денови за постање, туку секогаш зависи од Великден. Годинава е нешто помалку од 1 месец. Четворица каратисти на Партизан ќе учествуваат на Европското првенство за деца во Истанбул. Тие во спортската сала го одржаа последниот тренинг пред големиот предизвик што ги очекува. Каратистите на Партизан го одржаа последниот тренинг пред стартот на Европското првенство за деца што ќе се одржи во Истанбул, Турција. Тие ќе бидат дел од македонската репрезентација составена од каратисти и од други клубови од Македонија. Очекувањата од континенталниот самит се позитивни. Од нашиот карате клуб Партизан Кочани на 19-то Балканско првенство што ќе се одржи 14 и 15 јуни во Истанбул во Турција ќе настапат четворица надпреварувачи, едно машко и 3 девојчиња, значи Здравковски Роберто ќе настапи во категорија борби 2003 година минус 35 кг, Василија Христик исто во борби 2001 родени плюс 47 кг, Таушанова Ива во категорија борби 2003 родени плюс 40 кг и Мартина Шахинова ќе настапи исто во борби во категоријата минус 40 кг. Мислам дека доволно се припремавме овие денови, имавме појачани тренинзи и се надеваме на добар пласман на Балканското првенство. Јас сум Василија Христик. Јас на државното првенство во Кавадарци го освоив 3-то место. Се подготвував веќе една година да учествувам на Балканското првенство во Турција, во градот Истанбул. Ќе настапувам во категорија плюс 47 кг.
Јас сум Роберто Здравковски, јас на државното првенство во Кавадарци освоив прво место. Јас за државното се подготвував една година. Сега ќе одам на Балканско во Турција, кој ќе се одржи во Турција во Истанбул. А јас ќе се надпреварувам во категорија минус 35 кг 2003 година. Јас ќе се трудам да освоим некое место. Државното првенство во Кавадарци го освоив третото место, а сега на Балканското првенство се надевам дека ќе се закитам со некој место. Добро, дали ти ова прво меѓународно учество? Да, ова ми е прво меѓународно учество. Јас сум Мартина Шахинова, се надпреварував минус 40 кг во категорија и се надевам на Балканското првенство ќе освојам некое место. Добро, и за тебе ова претпоставам прво меѓународно учество? Да, тоа е прво меѓународно учество и се надевам ќе се закитам со некој медал. Македонските каратисти на Европското првенство во Истанбул ќе ги предводи селекторката Ивана Аврамова. И уште една информација од спортот. Бразил ќе биде во центарот на вниманието во следните 30 дена, до кога ќе трае светското првенство. Стартува на сцена најважната споредна работа на светот. Бразил и Хрватска во 22 часот го отвораат светското фудбалско првенство во Бразил. Со првиот надпревар започнува и новата ера на светското првенство, кој ќе изобилува со нова технологија. Од екзоскелетот со кој парализираниот тинејџер ќе го отвори првенството со помош на мозочните бранови, до гол контрол проверка дали топката ја поминала гол линијата или не. Интересот за светското првенство поделен. Немам врска за фудбалот, не ме интересира, озбилно. Не. Не ме интересира фудбал. Што ме интересира? Па други спортови може, али фудбалот веќе глума само. Како овие кладилниците настанаа, значи сите резултати се за мене режирани и сите се решаваат у последните минути. Кога е било порано 92-3 минута да се дават голови 1-2. И затоа престанав да го гледам фудбалот. Имате ли фаворит репрезентација? Па мислам дека од Аргентина и од Бразил едната треба да биде. Германија може да се и она умеша, али многу слабо. Што очекувате до ова светско првенство, квалитетен фудбал? Па би требало да се покаже фудбал, веќе иде на подобро. Двете најпопуларни друштвени мрежи Facebook и Twitter веќе се подготвени и ги очекуваат дебатите. Куп навивачи без сомневање по и пред надпреварите ќе ги споделуваат првите прогнози и импресии од надпреварот. Twitter ги нареди надпреварите на почетната страна на веб за да не ги пропуштите, а на фановите кои сега креираат профил им овозможува веднаш да го одберат знамето на репрезентацијата која ја подражуваат. Што се однесува до Facebook, мрежата креира хаб Training World Cup на која ќе пристигнуваат резултатите и коментарите, но и вести од репрезентациите. Друштвената мрежа креира и интерактивна мапа на која може да се види какво е расположението, односно поддршката на навивачите за дел од најголемите звезди на мундијалот во сите држави. Следењето на фудбалското првенство не доаѓа в предвид без паметни телефони и апликации за нив кои ќе ви помогнат во следењето на вестите кои доаѓаат од Бразил. Апликацијата FIFA ќе им овозможи на Android, iPad и iPhone корисниците да ги следат сите вести од светското првенство на својот телефон, иако не е специјално наменета за Бразил 2014, сепак FIFA постојано ќе известува за настаните оттаму. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.